Стремежот на Западна Европа во развиениот среден век беше обнова на теолошката мисла со посебен осврт врз идеите на Аристотел. Тој период е наречен сколастика, латински скола, школа, расправа, истражување. Философијата тогаш ја имаше улогата слугинка на теологијата, помагаше рационално да се толкуваат и образложуваат верските ставови. Една од значајните пројави во духовна смисла е дека има две вистини, религиозно-догматска и научно-философска. Сколастиката може да се подели на три периода: рана сколастика од 9 до 12 век, врв на сколастиката 13 век, пад на сколастиката од 14 до 19 век. Во раната сколастика имало три струи, и тоа реалисти, кои тврделе дека идеите вистински постојат, а единечните нешта се минливи, представник Анселмо Кентербериски. Номиналисти, кои тврделе дека општите нешта се само имиња, а постојат само единични нешта, представник Росцелин. Концептуалисти, за кои идејата е општ поим со кој ги поврзуваме истите квалитети кај различни нешта, представник Пјер Абелар. Тома Аквински, роден 1225, живел до 1274 година. Ја создал официјалната доктрина на католичката црква, што всушност представува негов теолошко-филозофски систем. Светот е создаден за Тома Аквински на следниот начин. Материјата е пасивна можност, а формата е активниот принцип кој на материјата и дава актуелно постоење. Светот е создаден од ништо под дејство на чистата форма која всушност е Бог. Всушност многу од делата на Тома Аквински се коментари на Аристотеловите текстови во духот на христијанската вера. За опаѓање на сколастиката особено придонесува сваќањата на Дун Скот, кој сметал дека поединечната форма е нешто случајно, што не се изведува од општото. Вилем Окам тврдел дека постојат само поединечни нешта, а општите поими се само знаци на предметите.